Суптилните закани на Дуи од типот подготвени ли сте и команданте тука сме се тешки кривични дела со кои се повикува на нарушување на уставниот поредок во Македонија со единствена цел да се заштитат украдените пари. Аналитичари коментираат дека истрагите во МВР ја вознемирија елитата во Мала Речица. Поранишниот началник во МВР Ѓурчевски порачува Врховниот суд и обвинителството да ги преземаат сите превентивни мерки, па дури и законско следење на комуникации за навремено и ефективно да се спречат индициите за дестабилизација на државата. Би го повикал државниот јавен обвинител и Врховниот суд да обезбеда соодветни судски наредби за следење на комуникации и следење на сето она, се со цел докажување на кривични дела за насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија, значи уште од моментот на припремање на една таква состојба, за да органите кои што се задолжени пред се Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Министерството за внатрешни работи, да ги превземат сите превентивни мерки и действија. Во остварување на нивната замислена цел одат и индициите кои се предизвикуваат изминатиот период, коментира Ѓурчевски, од слоганите до најавите за протести, сквернавењето на иконата на Исус, која што се случи во Драчево, како инцидентот во црквата во Врапчеште, се само дел од планираното сценарио. Во куњата на Дуи се спремаат како да ги спасат украдените пари. И меѓународната заедница сега не е заинтересирана за отварање на ново жариште, така да Дуи доколку нешто би покушале да направат овде во насока на насилно рушење на уставниот поредок, мислам дека нема добро да поминат. Инаку Дуи по состанокот на раководството во Мала Речица викендов со фотографија на партиски функционери порачаат дека се подготвени за подоцна на социјалните мрежи да осамне слоганот "Дали сте подготвени?" Во исто време, пораки со транспаренти команданте "Ние сме спремни" беа поставени на 2 локации во Скопје. Иако партијата на Али Ахмети не кажува зашто се подготвени. Утре ќе презентираат 100 дена како опозиција за да промовираат неуспеси, скандали, подкопување на новата влада. Првиот човек на МВР, Панчо Тошковски, е дециден дека полицијата жестоко ќе одговори на секој обид за дестабилизација на Македонија, а истрагите кои ги водат со соодветни докази ќе резултираат со кривични пријави.